Господин Тодоровски, 50 лица беа приведени во последната полициска акција насловена како Фаланга. 26 од нив добија обвиненија за организиран криминал. Како започна акцијата Фаланга? Конкретно 2006 година формиравме наши полициски екипи од лица кои што се стручни во оваа област, откривање на криумчарење или диво искупување на артефакти, на предмети од археолошко значење. Тие лица, овие инспектори, имаа задача уште тогаш да направат план за утврдување на лица и групи кои вршат тајни ископувања и продажба на стари пари, стари предмети, дали се тоа метални или од керамика или од дрво, кожа, метал и друго. И утврдивме дека на подрачјето на Македонија, посебно во средна, источна и јужна Македонија, имаме повеќе лица и групи кои што се бават со оваа недозволена дејност. Започнавме со интензивно обработување на лицата и утврдивме дека тие во суштина се состануваат тајно по претходен договор. Ги утврдивме местата каде што се состануваат низ Република Македонија и на тој начин ги откривме и групите, шефовите и оние кои што вршат работи за нив. Интересно беше дека во друштвото и во преговорите во состаноците беа присутни и странци, лица од соседните земји, од Бугарија, Грција, Србија, Босна, Хрватска, како и заинтересирани лица кои што се по потекло од Италија, Германија и Соединетите Американски држави. Работејќи на случајот утврдивме дека се работи за околу 100 лица. Офатени се 100 лица кои што ги знаеме по идентитет, ги знаеме кој што работи, каков е неговиот удел во искупувањето на овие предмети и каков е неговиот удел во понатамошната постапка кога тие ќе си отидат од нашата земја, кога ќе ги отуѓат. При претресите кај осумничените кај еден од нив пронајдовте чек на сума од 2 милиони евра од Deutsche Bank. Значи ли ова дека лицата кои што ги пронаоѓале предметите во Македонија ги продавале надвор од границите на Македонија? Точно дека е пронајден еден материјал во кој што се гледа дека постои некој си чек од Deutsche Bank на 2 милиони евра, но се уште работиме на утврдување на течноста, комуницираме со банките, вршиме проверки да видиме потеклото на тој чек. Иако е вистинит, постои една верзија дека тој е донесен овдека како гаранција дека ќе биде платен откупот на некои предмети кои што се од големо историско значење за некои земји од соседството, кои што сакаат да прикажат историјата како нивна, македонската историја да прикажат како нивна, со поддршка на постоење или на имање на такви предмети. Имаме забележано дека постои присуство на одредени непријателски служби кои што имаат за цел откуп на вредни работи, кои што се раритети, кои што ги нема никаде, со цел да ги однесат во својата земја и да прикажат дека да, овој предмет кој што го нема никаде, го пронајдовме на територијата на нивната земја, и со тоа се потврдува дека историјата и минатото е нивно и така натаму, дека нема врска тоа со Македонија. Такви лица и активности се утврдени од наша страна и ние спрема таквите активности адекватно и ќе постапуваме во иднина. Што ќе се случува со предметите кои што веќе завршиле надвор од територијата на Македонија? Има ли можност да се вратат истите повторно назад? Како директор на Бирото за јавна безбедност имам одлична соработка со моите колеги директори на Бироата за јавна безбедност или на полиција од соседните земји и од другите земји на Балканот и од многу во Европа и Турција. Со сите директори со кои што имаме комуникација постојана, им понудив или им предложив да се активираат кај нив, да дојдат до информации за предмети од историско значење, а потекнуваат од Република Македонија, да ни ги дадат тие информации и да изнајдеме правен
основ или помагала на кој начин би ги вратиле тие предмети во Република Македонија. И без нивна помош, нашата служба, онака како што е поставена со своите информатори, кои се разбира делуваат и во странство, независно од нашите задачи, доаѓаат со информации за одредени предмети од големо историско значење. Имаат голема историска вредност. И точно знаеме каде се наоѓаат тие предмети. Наша задача е и службена задача, и патриотска задача, обврска, да ги утврдиме лицата кои што ги поседуваат, да видиме на кој начин и преку кого ги добиле тие, кои се лицата од Република Македонија што им ги продале, и да изнајдеме начин како тие да се ги вратиме назад. Затоа што тие предмети се наши. Штом се наши, ние ќе сториме све да ги вратиме во нашите музеи. Тие припаѓаат на нашата нација. Имам конкретна понудена помош од италијанскиот директор на полицијата и од FBI од Америка. Очекувам дека и од тамо ќе ни помогнат американците да донесеме еден вреден предмет кој во минатото некои дали со сторување, а некои со несторување, мислам на полициските функционери кои што знаеле за неговото поминување преку граница, сториле кривично дело затоа што дозволиле да тој предмет отиде во странство. За каков предмет станува збор? Тоа е предметот кратер. Стручните кругови знаат за што зборувам. Очекувам дека ќе го добиеме со помош на америчката служба. Има ли други вакви предмети? До сега имаме лоцирано 2 предмета од големо, исклучително значење, затоа што тие датираат од времето на македонските цареви. Едниот предмет се однесува на еден македонски цар, кој е изработен во царска работилница и е проценет на многу пари. За неговото донесување ќе треба да направам посебно квалитетен план, многу прецизен, но тоа ќе го сториме без разлика дали ќе биде лесно или тешко. Тоа е наше богатство и ние ќе сториме се да го донесеме. Се разбира во рамките на овластувањата и на меѓународните закони. Исто така има уште еден предмет кој што има потекло од Македонија. Тој е од мермер. Изработката е исто во царска работилница. Го имаме лоцирано човекот што го поседува и тој знае дека ние како служба сме заинтересирани да се го вратиме назад. Испратена е порака дека не смее да го отуѓува, нити да го сокрие. Се надевам дека ќе успееме и тоа да го донесеме. Се работи за глава од една статуа. Статуата е кај нас, главата е кај него. Кога ќе ја споиме, ќе видиме дека потеклото на таа глава е од македонското подрачје. Ќе мора да ни ја дае. Господин Тодоровски, завршува ли акцијата Фаланга овде? Дали завршува Фаланга? Фаланга никогаш нема да заврши. Затоа што секогаш ќе имаме такви непатриоти или непријатели на нашиот народ кои потекнуваат од нашите редови, кои што ќе изнаоѓаат на див начин неовластено, ќе ги искупуваат овие вредни предмети за, ние велиме, од користолюбие, ќе ги препродаваат во странство. Наша задача ќе биде да ги попречуваме и да го собираме целото наше богатство и да го сместуваме во нашите македонски музеи. Според тоа, и понатамо ќе ги преминуваме овие мерки, ќе ги контролираме овие групи. Нас ни се познати многу лица за кои што имаме информации, но за некои можеби немаме докази. Кога ќе имаме докази, ќе ги лишуваме слобода и ќе ги елиминираме од општеството.